Топ тема на ваша страна, добро вечер. Течат роковите во кои владата треба да го подготви предлог текстот на нацрт амандманите, кои произлегуваат од договорот за името со Грција, додека драматичната седница од петокот на која и со која се отвори овој процес, резултира со полициско обезбедување за пратениците со чии гласови се стигна до потребното двотретинско мнозинство, но и за останатите. Од друга страна, службеното отсуство на парламентарниот спикер пак ја одложи дебатата за засега најконтроверзниот дел, барем за јавноста, формирање на комисија која ќе треба да ги разгледа модалитетите за помирување и национално обединување, предложени и во говор на премиерот, но и во дел од предусловите на 8 на пратеници со кои што се стигна до двотретинското мнозинство. Доволно мотиви вечерва на Жешко Столчево, топ тема на ваша страна, да се соочиме со представник на владата. Тоа е министерот за внатрешни работи и воедно и подпредседател на СДСМ Оливер Спасовски. Добро вечер и добре дојдовте. Благодарам. И вообичаено за овој формат, одговорите на прашањата и прашањата главно ќе доаѓаат од моите колеги, а тоа вечерва се Александра Мицовска-Митевска, новинар на Независен весник. Добро вечер, Александра. И Столена Умов, уредник во радио канал 77. Добро вечер. Сите овие дилеми во најавата ќе ги поделиме во неколку тематски целини, но предходно министре би почнал со нешто што се случуваше денеска како настав во Министерството за внатрешни работи, а тоа е промоција на 200 плюс 200, 400 униформи за полицијата. До кога обезбедувањето на основни услови за работа за полицијата ќе биде вака настан од големо значење, со толку голема помпа и промоција? Ова ве прашувам, бидејќи опозиционерот, архивите чуваат многу изјави на опозиционерот Оливер Спасовски, во кои тој критикувал дека со години наназад, а тоа се факти, енормно се зголемуваше буџетот на МВР, и сега доаѓаме во ситуација кога вие организирате една гала свеченост, ајде условно така да ја наречам, за нешто што треба да биде основа за работата на тие луѓе. Да, јас би посакал навистина да ги нормализираме состојбите во државата, да ги нормализираме во Министерството и да не правиме било какви промоции за нешто што треба да тече редовно. Меѓутоа, ако станува збор за 12 години ненабавена униформа и опрема за најелитната единица во Министерството за внатрешни работи и меѓу најелитните во Република Македонија, тоа мислам дека заслужува внимание. Тоа беа, значи, комплетна униформа, каква што до сега немало набавено во изминатите 12 години, и за работа во урбани средини, за работа во рурални средини, со некаде 13 видови парчиња, делови од таа униформа која што се употребува. Тоа е прво и основно и сметам дека граѓаните треба да имаат информации, треба да се запознаваат со тоа што го работи Министерството за внатрешни работи. И уште еднаш ќе потврдам и сега како министер и како потпредседател на владата дека во тој период на 11 години владење на ВМРО ДПМН и раководење со Министерството за внатрешни работи се потрошија многу пари. Се потрошија многу пари, меѓутоа се потрошија пари на ненаменски, несуштински работи кои што требаше да бидат потрошени. Како на пример? Имаше, еве сега ќе ви дадам пример. 39 милиони евра минатата година во јуни кога превземав со раководење, наследив доспеан долг кон фирми кои што биле добавувачи. Најголемиот дел од тие финански средства биле за опрема за прислушување, со која што ве слушале и вас, и мене, и другите граѓани од Република Македонија, и за кои што настана и политичката криза и така натаму. Мојот став е дека нормално е државата да има ефикасна служба, опремена и така натаму, која што ќе биде во заштита и на уставниот поредок и од криминал, меѓутоа не служба која што ќе биде користена за злоупотреба и наменски
дел од Не, средства затоа треба да бидат прашав, гледаме употребени. последниве денови по конференции меѓународни на Европската Унија околу нови предизвици, нова ера, сајбер криминал, нов вид на закани, а ние тука дома правиме свечености за чизми и униформи. Јас разбирам да се промовира некоја опрема за не знам што, меѓутоа ова е сепак нешто што требало да биде основно. Истото и се уште сте понатаму во кавги со синдикатите. Дали тоа покачување е доволно за преживување или не? Па едниот синдикат вели доволно, другиот вели не. Значи, јас сакам и тоа е заложбата и на ова раководство, сите работи што ги правиме во Министерството за внатрешни работи, да ги поделиме со јавноста, да бидеме транспарентни, да покажеме каде ги трошиме парите, за разлика од тоа што било претходно. И затоа вложуваме и во опрема, и во униформи, вложуваме и во реконструкција на полициски станици и сето тоа ќе го покажеме пред македонската јавност, заради тоа што сметаме дека никој нема корист од затворено Министерство за внатрешни работи и министерство кое што само би било некоја имагинација према граѓаните. Туку напротив, треба да биде отворено, да биде партнерски настроено и се согласувам дека овој континуитет мора да течи да се задржи понатаму. И во набавка на униформите, и во набавка на опремата. Инаку, новите предизвици не ги креира ниту Република Македонија, ниту било кој друг. Тие се предизвици и ризици со кои што се соочува развиениот свет и Македонија, сакала или не, мора да влегува во сите тие текови иницијативи кои што ќе значат и нивна заштита. Меѓутоа, паралелно со тоа, ние мораме да работиме на основно опремување на полицијата. Дали беше добро полицијата минатата година во јуни кога ја презема со 7 дрегери за алкотестирање, ово го кажувам како еден од најбаналните примери. 7 дрегери за алкотестирање во цела Република Македонија. Тоа е рушење на систем. Или да работат десетина радари за контрола на брзината на возењето. Исто така, рушење на систем. Или нефункционирање на тетра систем подарен од меѓународната заедница, односно од Европската унија, од суштинско значење, меѓутоа сепак поводот и причината е сосема друг. Ќе имаме веројатно можност за состојбите во МВР да разговараме друг пат. Неколку тематски целини се поврзани со она што се случуваше во петокот и што даде повод за продолжување на уставните измени. Еве, првиот блок, колеги, нека биде ова, според мене, нагласена активност на МВР за превенција и созбивање на говорна омраза на социјалните мрежи наспроти пасивноста во минатото и последните изјави кои што на некој начин звучат и застрашувачки, а тоа дека не само осумте, туку сите пратеници кои што гласаа се под своевидно ниво на полициска заштита. Еве, Александра, почнуваме со вашите прашања. Ја бих ве прашала во петокот, пред да се изгласаат уставните пристапувањето кон уставни измени, некако многу случајности имаше за да бидат случајни, кога сме кај говорот на омраза. Прво се покрена кривична пријава за говор за омраза за Миленко Неделковски. Потоа стигна одлуката со која се потврдува затворската казна за Никола Груевски. За на крајот да биде ослободен и последниот пратеник што е обвинен за 27 април, Крсто Муковски, за после тоа да гласа за пристапување кон уставни измени. Како ги толкувате тие, да ги наречеме, случајности? И плюс кривична пријава за Митко Јанчев, градоначалникот на Кавадарци, единствен конструктивен фактор во овој период, еден од ретките што беа конструктивни во ВМРО во овој период. Тоа за да не се предомисли. Да, значи, прво, одлуките кои што ги носи судот, ја не сакам да ги толкувам, заради тоа што судските одлуки не се толкуваат, туку едноставно се почитуваат. Зошто и како биле донесени и во кој момент биле донесени, веројатно одговор треба да е судот во тој дел. Во однос на говорот на омраза, сметам дека тоа е суштина од која што ние не смееме да бегаме и во идниот период и многу треба да работиме на тој план, бидејќи говорот на омраза најчесто доведува до насилство. И она што ни се случуваше и на 27 април, на него претходеа навистина многу објави, многу говори кои што се пред Собранието на Република Македонија, говори на омраза, на напад, на нетрпеливост помеѓу
политичките субјекти и на крајот резултираше со тоа што резултираше. Така да не само према еден, туку према било кој граѓанин на Република Македонија кој што ќе има повикување на убиства, повикување на линчови заради несогласување со некакви политички ставови, несогласување со концепцијата во која што се движи државата, настаните кои што следуваат за интегрирање на Република Македонија и остварување на своите стратешки цели, Министерството за внатрешни работи реагирало и ќе реагира и понатаму и ќе ги ставиме сите наши расположиви капацитети токму на тој план. Има многу од објавите што се однесуваат и по социјалните мрежи и така натаму и конкретни закани кон одредени поединци. Најголемиот процент од нив се Facebook профили, Twitter налози и така натаму, кои што не се регистрирани во Република Македонија. Меѓутоа, како и да е, покренуваме постапки, добиваме пријави, барања до јавното обвинителство, за да добиеме наредби, ги доставуваме тие и до Facebook и до Twitter и така натаму, за да може да се добијат IP адресите. Кога се утврдува точно IP адресата, идентитетот се реагира без разлика дали се наоѓа човекот и надвор од Република Македонија. Вие знаете дека во Швајцарија имаше приведување од страна на тамошната полиција токму за таков говор на омраза и повикување на убиство. Иста таква работа имавме пред некое време и во Шведска. Овде стануваше конкретно збор за повик, говор на омраза, повик за убиство на претседателот на владата на Република Македонија. И тоа се повторува не само на функционери, и тоа не е само заради тоа што е на функционери, туку за било кој ќе мораме да ги утврдуваме и ние ги утврдуваме. Имаме голем број на предмети кои што се отворени, за кои што е барано одобрување од јавното обвинителство и заедно со нив работиме на откривање на идентитетот на сторителите, се со цел да овој дел бидеме сигурни дека се праќа пораката да не го злоупотребуваме тој простор кој што ни е на располагање во електронските медиуми, а преку тоа да шириме говор на омраза кој што може да доведе до сериозно насилство. Соливаш ли прашање во овој контекст или имам некои податоци за кои што би сакал јас да прашам? Да, повели. Многу ми е интересен моментот на мене. Затоа што порано ние новинарите железни рала кондори искинавме за да пријавуваме, за да се обидеме да добиеме поголемо внимание и заштита во голем број случаи. Меѓутоа, очигледно, нашите предупредувања, нашите закани не се толку битни, не се толку важни, колку заканите врз пратениците, врз политичарите. Читам настои во Конјаре претрес направила полицијата. Ние милион такви пораки со закани по колеги за живот, со секакви закани сме испраќале, полицијата така ревносно никогаш не реагирала. Зборувам конкретно не само за говор на омраза, туку и закани за лишување од живот. Мислам дека имаше и за Насер една закана за убиство. Што се промени сега? Или новинарите ќе си останат така на маргините, а политичарите, нивниот живот е повреден од новинарите? Не се согласуваме дека е тоа така. Зборувам за Facebook, за такви закани пред се. За било какви закани, јас говорам за овој период од година и половина и тоа може да се покаже со конкретни податоци во однос на поведувањето на постапките и работењето. Еве го спомнате случајот со Насер, претседателот на Сдруженијето на новинари на Македонија. И со него ако разговарате или ако видите на неговиот Facebook профил, ќе видите како и колку, со каква брзина реагираше полицијата во делот на тие закани. Значи, реакции секогаш имаме по пријава која што се доставува до Министерството за внатрешни работи. Имаме напади на новинари во овие, да речеме, година и половина, 12 напади на новинари, дали се тоа обиди за физички напад, дали се вербални напади, омаловажување и така натаму, во кои што сите 12 беа расчистени и точно се знае сторителот, точно се поднесени соодветни поднесоци таму каде што има простор за такво нешто. Нормално дека има и одредени
настани кои што се утврдиле дека не соодветствуваат со реалноста. Меѓутоа, точно е и ќе се согласам со вас дека имаме случаи на напади на новинари кои што се случуваа во минатото, за кои што се уште трае истрагата. Трагаме по сторителите, трагаме по обезбедување на докази, некаде дури имаме сознание веќе за сторителите кои се, меѓутоа треба да се обезбедат и цврсти докази за да може да се продолжи понатамошната постапка. Селективноста и нетранспарентноста, посебно во постапувањето на полицијата, е момент кој што само допринесува за јакнење на недовербата и тоа не е случај, не е желба, не е начин на кој што сакаме сега да работиме, туку напротив сакаме без разлика кој граѓанин на Република Македонија ќе пријави. Има и такви случаи во кои што било кој граѓанин пријавува за малтретирање, за несигурност, за страв и така натаму, реагираме и соодветно од насоките кои што ги добиваме од јавното обвинителство, бидејќи ние сме повикани едни на други, поврзани едни со други, меѓутоа мораме да работиме исклучиво по насоките на јавното обвинителство. Какви насоки добиваме, што треба да преземе, тоа го правиме. Затоа и овој случај, еден е од случаите, да речеме, од 7-8 случаи кои што биле пријавени за последните неколку дена, за повикување и на говор на омрза, за повикување и на убиство на пратеници и така натаму, еден е случајот кој што е идентификуван во Република Македонија и кој што му извршен претрес се со цел да видиме што има во електронските уреди, дали на кој начин ќе се обезбедат доказите за тоа што го има направено, меѓутоа останатите се некаде надвор од Република. Министре, мислам дека и прашањето на колегата Наумов беше во контекст дали повеќе боли кога се во прашање функционери пратеници. Статистиката на Хелсиншкиот комитет покажа 62 случаи на говор на омраза потврдени во текот на 2017, 58 врз основа на етничка припадност, 48 врз основа на политичка припадност, 26 врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет. 7 кривични пријави поднесени од Хелсиншки комитет, епилог и реакција од јавното обвинителство и од Министерството за внатрешни работи 0. Сега, во една од тие пријави, например, поднесена од Хелсиншкиот комитет, се содржани и многу пријави кои што беа упатувани против граѓански активисти, новинари, а поврзано со настаните од 27 април, особено по обелоденувањето на снимките од излегувањето, од отварањето на вратите на собранието од страна на дел од медиумите. Реакцијата беше 0. Не, значи, ако говориме конкретно има веќе година дена од тој сет на кривични пријави. Ако говориме конкретно за настаните од 27, не е реакцијата 0. Таму се сите пријави кои што се направени, сите материјали се приберени и се доставени до јавното обвинителство кое што ја води истрагата. Таму се водат истрагите на две нивоа. Едните во основното јавно обвинителство и вториот дел во јавното обвинителство за гонење на организиран криминал. И за мене лично имам како оштетен сега дури покани кои што ме повикуваат да дадам исказ, да кажам што знам за настанот и така натаму. Во секој случај кој што е пријавен до Министерството за внатрешни работи, соодветно е одреагирано и за тоа постојат записи, за тоа постојат документи. Дали од страна на обвинителот е направена таква проценка во која што укажува дека има кривично дело или нема кривично дело. Дали е направена проценка дека треба да извршиме претрес или увид во било какви докази, документи, ние постапуваме само врз основа на тие наводи. Првата работа што ја правиме утврдување на идентитетот, на профилот, ако зборуваме веќе за говор на омрза преку социјалните медиуми, и тоа како документација го доставаме до јавното обвинителство како првичен акт. Многумина од луѓето, па би рекол и од новинарите има, пријавите не ги прават во Министерството за внатрешни работи, туку ги прават на Facebook, ги прават на порака на некој така натаму. Тоа не е пријавување на настан и не може да се смета дека јас ќе пишам денеска на Facebook, знаете, ми се заканува. Не, јас говорам за званично дадени пријави за кои што се уште нема одговор, а профилите или налозите на Twitter или на
Facebook, од кој што доаѓале закани за одредени луѓе и натаму се активни, но... Да, немаме ние обврска, односно немаме можност законска да гасиме ничи профил како министерство. Значи, сето тоа се прави со одлука на судот, односно со одлука на... Може само едно прашање. Тука една друга димензија ми е интересна, е битна, затоа што надеж сите ние како колеги и како здружение гаевме во нов министер кој што ќе ги разбуричка тие работи кои што или беа прикриени, или беа заспани, или беа намерно тргани на страна околу истрагите за напади било физички, било вербални врз новинарите. На само една бројка ќе кажам, од 60 во изминатите години такви регистрирани и пријавени, само 2 имаат добиена завршница на суд. Имаме проблем со тие старите закани. Имаме проблем дека тие никако не можат да го одврзат тој јазвол во кој што се врзани. Макар што голем број од тие работи се познати и луѓето кои што се нападнати знаат кој ги нападнал, меѓутоа истрагата или тапка во место, или се избришени доказите. Јас би поставил конкретно прашање. Зошто вие, и ако има застареност, зошто вие како Министерство за внатрешни работи, тоа може да го направите, не поднесете барање за кривични пријави за уништување на докази, за бришење на докази, за неквалитетно водена истрага, за прекинување на истрага, за прикривање не знам што. Значи, сето тоа можете на ниво на Министерство за непостапување. Службениците кои што ја воделе таа истрага или кои што ги воделе тие истраги, можете исто така да им барате одговорност. Имате внатрешна контрола, имате милион механизми. Јас не сум слушнал до сега некој од полицајците, дали е тоа политичка солидарност, не знам, инспектор кој што одговарал, против кој што имате поднесена кривична пријава. Значи, одма сакам да ве демонтирам. Слободно, да. Затоа што има многу полицајци кои што одговарале и кои што одговарат. Има многу полицајци за кои што се поднесени кривични пријави. Има многу полицајци за кои што се поведени постапки, кога говориме за работа на полициските службеници, не постапување законски и така натаму. Сакам да ви информирам дека во оваа година и пол Оделот за внатрешна контрола за 300 пати ја зголеми бројката на водени дисциплински постапки против полициски службеници. И за приближно толку поднесени кривични пријави. Ќе ви напоменам, пред неколку дена имате 20 полициски службеници кои што добија кривични пријави се наоѓаат во притвор. Пред месец дена имате во Штип инспектор во затвор, кој што е во затвор. Пред 3 недели имате полицајци затворски кои што се од затворот во Штип се наоѓаат во затвор. Значи, не станува збор дека овде има селективност према полициските службеници. Јас првата работа што ја направив после доаѓањето во Министерството за внатрешни работи бевме да ги покренеме реформските процеси кои што беа започнати па оставени или не започнати воопшто. Меѓу нив беше и воведувањето на надворешниот механизам за контрола на работата на полицијата. Или така наречен полициски омбудсман. Тоа е ветување, да. И тоа е ветување и тоа го реализираме. Целото, значи тоа е работено заедно со Советот на Европа. Донесени се сите законски решенија, освен Закон за јавното обвинителство, бидејќи во делот на јавното обвинителство за горење на организиран криминал треба да се формира посебен одел кој што ќе работи исклучиво против, односно за постапувањето на полициските службеници. Тоа е двотретински закон, до сега опозицијата не го поддржа, не дека имаат суштински забелешки, меѓутоа заради веројатно другите политички случувања во собранието не се донесе ова законско решение за да можеме да се комплетира целиот тој механизам за надворешна контрола, а исклучително важен и за Министерството за внатрешни работи и за граѓаните воопшто што постапуваат. Овде фактот што го назначувате дека во изминатиот период имаме многу пријави, односно дури и напади физички врз новинарите, кои што не се расветлени до крај, затоа да, и тоа го напоменав и претходно, истрагите се уште траат за голем дел од тие случаи, за голем дел од нив имаме добиени одредени сознанија, како ќе завршат, бидејќи официјално се водат во Министерството за внатрешни работи како истраги кои што се отворени, таму каде што има пропусти, направени од било кој што е вработен во Министерството за внатрешни работи, тој ќе носи одговорност. Меѓутоа целта е да можеме тие работи да ги ставиме во систем и затоа реков
ако ги погледнеме сега, намалувањето на бројот на напади врз новинарите за година и после 12. Ефикасноста во реализацијата 100%, сите 12 откриени. Сакам тука да истакнам и соработката што имавме со Сдруженијето на новинари на Македонија, со претседателот Насер, со ОПСЕ и МВР, кои што спроведува семинари, обуки, заедно со новинарите во... И Ивона споменете, и со Ивона се така. Добро, да не бидеме цинични, имаме многу прашања за кои што би требало да... Тоа, значи, прво, кога говорам за обуките кои што ги правиме, јас ги правам со Сдруженијето на новинари на Македонија и тие се завршени, за неколку дена ќе се промовира прирачникот за работа на полицајците и на новинарите. И мислам дека тоа е нешто што е чекор напред во воспоставувањето на норми на однесување и на полицијата спрема новинарите и на новинарите во кризни ситуации. Инаку, апсолутно јас не бегам од фактот дека сум се сретнал и со Ивона Талевска како председател на некакво здружение на новинари, некакво легитимно е асоциација на новинари, нормално. И јас сум за тоа тука да се сретнам и да разговарам со секого. Меѓутоа зборам за проекти кои што ги работам за подобрување на овој дел. Тоа е со Сдруженијето на новинари на Македонија. Продолжуваме со вториот сегмент од оваа тема. Министре, дали беше лапсус или не? Дека не само 8 темина, туку сите 120 пратеници се под своевидно ниво на полициска заштита од петокот наваму. Бидејќи ако се сите 180 е лапсус. Значи јас реков сите кои што гласаа за иницијативата за уставни промени. Сите, значи 80 се извинувам. Значи 80. Значи сите 80. Дури да е така е застрашувачки. Не е застрашувачки. 2/3 се под заштита, значи 2/3 заради тоа што ако гледате со што се соочуваат тие луѓе, не само за говор на омраза, со какви притисоци. Имавте можност во изминатиот период и по други законски решенија кои што се гласа да имаме запалени автомобили на неколку пратеници. Јас сметам дека подобро е превентивно да ги обезбедиме луѓето, да го заштитиме и нивниот личен и семен интегритет и нивниот имот, и тоа ќе кошта помалку отколку да не се случи било каква трагедија или несреќа за било кој граѓанин, па и за било кој пратеник. Веројатно да прашам колку луѓе се ангажирани околу тоа нема да ми кажете, бидејќи е оперативен податок, но ги препуштам прашањата во овој дел на колегите. И тоа не е многу важно колку луѓе се ангажирани. Важно е да ги заштитиме луѓето, да заштитиме нивниот живот. Па, говори за сликата во државата, ако 80 пратеници треба да уживаат полициска заштита, тогаш нешто не е во ред. Од кого ги штитите тие пратениците од мнозинството што од почеток беа за договорот за Грција, што нема дилеми дали ќе гласаат за овие од опозиција, можам да разберам дека ги штитите дека биле цел на закани. Дали имате некој случај отворено околу тие закани? Многу се зборуваше дека се цел на притисоци на закани пратениците од опозицијата. Претходно кажате дека нема таква пријава. Сега водите случаи за говор на омраза. Ама дали водите за тие закани што не се видливи, што ги нема на социјалните мрежи со кои се соочувале во петокот и претходните денови? За сите пријави кои што биле од страна на пратениците дека имале соодветни закани или притисоци или били изложени на корупција, треба да има пријава. Јас информирав и претходно дека немаме ние таква пријава, меѓутоа и денес како повикав јавното обвинителство да отвори случај, да отвори истрага, бидејќи тоа е надлежно да ја отвори истрагата, а ние ќе асистираме во сите насоки кои што ќе бидат дадени од страна на обвинителството за да се утврдат овие факти. Затоа што тоа е многу важно. Ако имате повик од најголемата опозициона партија, ако имате повик од, не знам, функционери на власта дека некој бил подкупен за да гласа за уставните измени, на некого му се вршел притисок, на некој му правеле не знам какви притисоци, тоа треба да се докаже. А не добро да се докаже преку една ваква постапка. Допрен глас до јавноста, мислам вако, генералниот секретар на ВМРО излезе со обвинување дека се за подкуп со конкретни суми, не кажа конкретни пратеници. Платите ли некој тие милиончи? Да, ама значи, затоа ви кажам, допредниот глас е до јавното обвинителство и тој треба да отвори случај и да видиме каде се тие милиони, кој ги дал, дали ги зема. Зошто интегритетот и на тие пратеници кои што се од опозицијата, а ги поддржале уставните измени, во овој дел да го рушиме било кој. Дали ние, дали нивните сопартици и така натаму, со тоа дека некој им дал пари и тие за тоа гласале. Дајте
да утврдиме дали е тоа така и ако е така треба да се одговара. Имаше и пратеници кои што викаат да и мене ми беше понудено во некакви изјави, меѓутоа и тоа треба да се пријави. Ако некој ви нуди, не е само кривично дело давањето на подкуп, туку и нудењето треба да го пријавите. Јас затоа сакам да ги пријавиме сите, да работиме, да ги откриеме, се со цел да не ни се повторуваат во идни на такви настани ако било имало такви настани. Инаку од тоа што го слушав од медиумите барем, какви одговори дадоа пратениците, а еден најголем дел од пратениците на опозиција беа прашани во тој дел дали имале притисоци, дали им нудел некои пари и така натаму, сите одговори беа негативни. Меѓутоа, ако се отвори таква постапка низ институциите на системот, можеби ќе имаме и други докази, постапки и така натаму. Јас очекувам обвинителот да отвори, нека отвори таква истрага, да можеме да ги расчистиме сите овие дилеми. Столе? Интересни се моментите се. Во фотофинишот сите се предомислија, дури еден Ферит Мухич. И нормално е луѓето да се сонева дека нешто се случило. Дали пари, дали ова, дали она. Чудни се. Ферит Мухич е... Не реков ништо дека земал, него верувам. Ферит Мухич е пратеник на парламентарното мнозинство. Имаше други што беа тврди така. И со Ферит Мухич ние сме разговарале отворено во партијата многу пати. Во однос на неговите ставови, во однос на тоа што сметаме дека е добро за Република Македонија, што е тоа што треба да направиме. И мислам дека професорот излезе на говорница јавно кажа кои му се причините зошто тој сака да го подржи договорот, односно да ги подржи уставните измени. Јас воопшто не сметам дека може било кој да влие на мислењето на Ферит Мухич во делот на носењето на неговите одлуки, затоа што пред се представува фигура со интегритет. Малку е симптоматично, малку е симптоматично, токму 8 пратеници колку што ви треба, толку испаднаа прогресивни, визионерски настроени од страна на опозицијата. Не, да ви кажам, Александра, толку се одважија и се охрабрија. Инаку најмалку уште толку се прогресивни и просперитет. Кои не се одважија. Кои се сакаат на Република Македонија добро. Имало закани од нивниот табор, да кажеме. Имало закани и притисоци тогаш. Ако немате ниту една пријава. Предпоставам, никој не пријавил до сега за таква работа. Предпоставам дека можеби имало и закани и уцени и така натаму, ама тоа треба се да биде докажано, да не биде на ниво на шпекулации, барем од страна на институции. А вие сега превентивно ги штитите или имате некоја проценка за ризик? Имаме проценка безбедносна направена и сметаме дека треба да бидат под заштита одредено време. Денеска рековте дека тоа доаѓа од група луѓе поврзани со групата бойкотирам, дали тоа се значи дека се детектирани, одредени конкретни центри, конкретни луѓе кои што стојат и ја координираат ги координираат тие напади или не? Да, се работи на тоа, јас денеска напоменав дека пред се станува збор на тоа јадро од таа иницијатива бойкотирам која што беше, заканите кои што доаѓаат упатени и лично до пратениците, заканите што доаѓаат и преку социјалните мрежи, укажуваат точно на одредена група и затоа ние во тој правец работиме се со цел да таа опасност ја отстраниме на максимално. Министре, најмалку 100 дена ќе трае сета оваа процедура. Ова значи дека сите тие 80 пратеници во следните 100 дена ќе имаат полициска заштита со различен интензитет и дека таа може дури и да се зголемува? Или очекувате или треба да очекуваме да делувате во обратна насока да ги идентификувате тие што наводно се закануваат? Треба да очекувате и едно и друго. Значи, ние ќе ги идентификуваме и ги идентификуваме еден добар дел од нив и поднесуваме соодветни пријави и кривични пријави против таквите сторители. Јас не очекувам лично дека во целиот период ќе има потреба од заштита, меѓутоа тоа ќе го кажат службите, тие кои што ја прават безбедносната проценка, и ако е тоа така, да треба да има заштита, државата е должна да обезбеди заштита. Позамислете, вие имате еден премиер поранешен на Македонија, кој што направи 300 злодела на Македонија, па со закон си донесе дека 9 години треба да го обезбедува некој толку колку што бил премиер. Па не сметате дека и тоа е трошок на државата? Не сметате дека... Не, никој тука не зборува на овој случај. Најголем трошок е на државата токму тоа, да штитиме
одредени луѓе кои што можеби немаат никакви закани само заради тоа што пишува така во законот, или да заштитиме луѓе кои што се дел од еден важен историски процес за интеграција на Република Македонија. Јас сметам дека државата треба до крај да застане во заштита и на сите граѓани, меѓутоа и конкретно на... Не зборуваме за луѓето парите, кои што се зборуваме за пораката која што се испраќа кон граѓаните со таквиот потек дека има потреба 80 пратеници да бидат до крајот на целиот тој процес од 100 дена, а можеби и потоа под полициска заштита. Верувам таа е на различно ниво. Да, затоа реков. Значи, дали ќе бидат 100 дена, дали ќе бидат помалку, дали ќе бидат повеќе, тоа ќе го кажат безбедносните проценки, меѓутоа наша должност е тоа да го обезбеди. Со помирувањето Да, одиме со... Очекувате ли до втората, таа финална фаза која ќе биде со двотретинско, која ќе се бара да се зголеми тензијата? Кои ви се вашите проценки? Зборувате за проценки. Ќе треба под присмотра да бидат сите пратеници? Видете, јас... Овие 80 кои што Ја броја, не па и очекувам. некои потенцијални кои што... Јас, се дома врз основа на тие анализи Или кои да што се ги имаме смери. сега во Министерството за внатрешни работи, ја не очекувам дека би можело да дојде до поголема ескалација од тоа што го имаме сега како Состојба. најавени протести и така натаму и кои што се одржуваат. Впрочем, гледате дека таквите протести се секојдневни, со 20, со 30 луѓе кои што се пред собранието, и не очекувам дека може да има ескалација од поголеми размери кои што може да ја наруши безбедносната состојба. Меѓутоа секогаш ќе постојат поединци кои што може да упатуваат закани, кои што можат да нападнат од предена личност, пратеник или било кој граѓани, и од тој аспект сметаме дека треба да бидеме внимателни, треба да бидеме предпазливи за да не се нарушува целиот овој процес. Преминуваме кон она што предизвикува исто така многу дебата, а тоа е најавата на така наречениот концепт за помирување и национално обединување. Сега, веројатно, како министар за внатрешни работи, вакво прашање и не требало да ви поставиме, бидејќи вие треба пред се да се залагате за почитување и спроведување на законот. Меѓутоа, еве како подпредседателот на СДСМ Оливер Спасовски го подразбира овој концепт кој што го спомена премиерот во неговиот говор, влезе во оние 4 предуслови на 8 теми на пратеници и еве како на дополнување денеска од вашиот генерален секретар слушнавме дека па може би тоа нема да заврши само и на 27, туку може и да се прошири, а се ќе зависи од дискусиите кои што ќе ги има. Каков е тој концепт на помирување, а да не подразбира помилување? Мислам дека тоа е прашањето што сите го имаме и на сите не ни е јасно. Да, значи, концептот на помирување, на простување, на национално обединување не може по дефолт да значи и амнестија, не знам, помилување и така натаму за сторени криминал. Заради тоа што ние можеме да обезбедиме помирување и национално обединување, и тоа во исто време мора да обезбедиме и правда. И тие работи не се поврзани со тој момент на обезбедување на амнестија за било кој, дали се тоа за 27 или за амнестија кои што сториле криминал и така натаму и така натаму. Тоа нема да биде за добро на државата. Меѓутоа, во овој историски момент, во услови кога сите сме сведоци дека поделбите во општеството кои што беа генерирани во изминатите 11 години во Република Македонија. И тоа поделби по секаков можен аспект, дали се тоа од национален, дали се од верски, дали се од политички и така натаму, можеме да констатираме дека ни е потребно, и тоа од повеќе ни е потребно, да имаме едно такво помирување и национално обединување. Ние можеме да разговараме за поделби, за спротивставување на одредени политички ставови кои што ги имаме како политички партии. Тоа е нормално и во демократските општества. Меѓутоа, за важни прашања ќе мораме да имаме обединување. Токму сега, кога Република Македонија е на пат да ги оствари своите национални стратешки интереси, да биде дел од двата најголеми сојузи, тоа е и членството во НАТО и во Европската унија, сметам дека повеќе од важно е да тоа обединување
околу таа идеја, околу водењето на тој пат е многу важно и мислам дека пораката која што ја прати премиерот Зоран Заев и наиде на одобрување на размислување и кај поширокото граѓанство во Република Македонија, заради тоа што секој од граѓаните, ако разговарате, смета дека мораме да дојдеме до обединување токму по важните прашања за иднината на оваа држава. И Добро, прашањето е како верувам ќе прашаат и колегите. Еве господинот Кирацевски вели дека формите ќе произлезат, предлозите ќе произлезат низ дискусиите и дебатата која ќе се одвива во Собраниската комисија, што ќе се одлучи нормално да не оди на штета на позитивните законски прописи во Република Македонија, а да оди во функција на национално помирување и обединување. Сега доаѓаме до тој затворен магичен круг во кој што страната со која што вие велите левата и десната страна да си подадат рака, едната вели вие сте ја продале Македонија, вие велите не, ние го обезбедивме и го гарантиравме патот за убава, сигурна иднина на идните генерации. Тука нема допирни точки. Сега, за да има помирување, мора да има нешто што ќе ги доближи тие две страни. Што би било тоа? Знаете, допирните точки може многу лесно да се најдат, но за тоа треба да се седне и да се разговара. И тука е клучниот проблем. На Македонија е потребно диалог. Да ги вратиме работите во рамките на диалогот. И затоа сметаме дека Собранието како највисок законодавен дом, како дом на представници на граѓаните од разни политички и етнички припадности, е добро да развие и да отвори една таква дебата. Па да разговараме и за тоа што значи и кој смета дека е предавник во Република Македонија, кој смета дека направил добро за државата, кој смета дека не направил добро и така натаму, да се разговара и да дојдеме до еден заеднички концепт за тоа како треба да продолжиме натаму по важните стратешки прашања за Република Македонија. И тука може колегите ќе успеат да ја излечат дефиницијата. Само бидете по-конкретни со конкретни барања имаат луѓето кои што го поддржаа отворањето на процесот на уставни измени. Меѓу тие конкретни барања си тие комисии во парламентот, тело кое што во рокот 30 дена треба да изнајде начини и во тие барања никој не исклучува и амнестијата. Треба да бидеме по-конкретни. Што е помирување за вас? Дали само еден верски аспект на простување, затоа што вие сте побожен, макар што кај социјалдемократите најголем дел се лаици, така да се изразам. Дали тоа го сваќате како го разбирате како помирување, простување, подавање рака или градење заеднички ставови, не си дебата сега околу амандманите, тоа е помирување, или помирување веќе ако исклучувате амнестијата би значило една широка коалиција? Прво, тоа е многу личен чин на простување и на верба и така натаму. Затоа што тука сум ве гледал со раскривање на емисија бевте. Да, тука се треба секој од граѓаните на Република Македонија може да одлучи дали би прости на некого или нема да прости за одреден настан кој што се случил. Па тоа може да го размислувам и јас и било кој друг кој што бил дел од настаните на 27 април, дел од настаните на 24 декември 2012 и така натаму и така натаму. И релевантно е дали Оливер како поединец ќе прости на некој. Јас можам да простам. Меѓутоа, прашањето е дали овие настани треба да завршат без епилог судски, кој што ќе допринесе да не се генерираат повторно друга некаква криза. Тогаш може би добра опција преформулирање на делот. Да. Тоа значи дека не се врзуваат помирувањето и простувањето генерално со никакви иницијативи во делот на постапки кои што ние ги водиме. Јас не сметам дека само судските постапки може да бидат доближување во помирувањето. Туку напротив сметам дека ни става една парламентарна дебата, ние треба да се договориме и да се обединиме околу некакви стратешки
интереси на оваа држава. Амандманите, И например. да видиме. Амандманите се дел од овој процес и мислам дека е одлична можност да дојдеме преку еден инклузивен процес, да се изготват заеднички амандманите, да сите кои што учествуваат во работата во собранието бидат дел од креирање тие амандмани и нормално носење на измените на уставот, а со тоа да бидат дел и од тој цел процес. Меѓутоа, низ таа дебата не треба да прекине сега. Таа дебата треба да биде постојана. Треба да се создаде една свест на демократско однесување и дебатирање за важни прашања. И тоа обединување или простување ќе значи што ќе правиме и со многу отворени прашања кои што ќе стојат на патот на Република Македонија и во иднина. Ние ќе имаме уште многу предизвици во процесот на пристапувањето кон Европската унија и кон НАТО. И само за илустрација. Ако сметаме дека само амнестирањето на оние кои што се во криминал е основа за наше простување, па не сметате дека на нас ќе ни беше полесно тоа да го договориме со Мицковски, да ги амнестираме и да имаме и успешен референдум и добри процеси кои што ќе... Тоа беа барањата на Мицковски на ВМРО. Значи, Да јас ако влеземе ве во разбирам, амнестија, да завршиме се, да имаме успешен референдум, да немаме никакви потреси и процеси и така натаму, меѓутоа тоа не е добро за Република Македонија. Александра, ако ве разбирам добро, значи не планирате донесување на закон за амнестија, зашто тоа е нешто единствено што може законодавната власт да го преземе. Закон за амнестија, другото преквалификација на дело, ослободување од обвинение на пратениците, некои такви заобиколни патишта на амнестија, тоа се работа веќе на правосудство. Можете да кажете дека не планирате донесување на закон за амнестија? Јас кажав и повторно ќе повторам уште еднаш. Ние планираме исклучиво процес на национално помирување и на обединување кој што сакаме да започне во собранието на Република Македонија и низ таа дебата да се кажат сите правци како и на кој начин тоа треба да се одвива, меѓутоа тоа не значи амнестирање од криминал за било кого во Република Македонија. А како очекувате тоа да го вреднува Европската комисија, НАТО, пошто во последните извештаи, во последниот извештај, најновиот, тој што беше позитивен на Европска комисија, изричито стои дека се бара расчистување на случаите поврзани со 27 април и случаите што произлегуваат од прислушувањето. Немаме тука разлики. Што очекувате, каков да биде одгласот од Европската комисија? Немаме тука разлики воопшто. Ние разговараме за процес на помирување национално во однос на процесите кои што ни се водат во Република Македонија. Не разговараме. Нема да се вика амнестија, има еден начин, на пример, укинување на одредени делови од кривичниот законник, кои што ќе им ги намалат или ќе им ги избришат. Проформа не е амнестија. Например, еве сега МВР да го земеме, баш многу често ве споменуваат заради таа кумановска фирма која што е многу меѓу најуспешните тендераши, така да речем. Вие сте одговарале многу пати за тоа, меѓутоа, апропо тоа, има предлог да се укине злоупотребата на службената должност, службената положба за функционери и да одговарат само Ја не се комисии. согласувам со тоа. Конкретно, значи, еве начини Не конкретно, најконкретно, ја не се согласувам со тоа. да се укине тој. Да. За крај на овој блок, еве, уште еднаш конкретно прашање, во обид да го демистифицираме овој концепт. Оливер Спасовски, министер за внатрешни работи, пресконференција 8 јуни 2017. Министерството за внатрешни работи нема да може да функционира додека не се санкционираат одговорните за крвавиот четврток. Тоа е наслов на соопштение, да не го читам целото, тука имате податоци колку полицајци се суспендирани, против колку се преземени дисциплински мерки и така натаму. Значи, каде е ова дефиниција и овој став на министерот Оливер Спасовски во заложбите на подпредседателот на СДСМ Спасовски за меѓусебно помирување? Овој став е непроменет и тогаш и сега. И повторувам дека ќе ни се случуваат многу такви настани доколку немаме одговорност по однос на ова прашање. И можете и целосно да ја прочитате изјавата и да ја потпишам уште еднаш вечерва, дека стојам за таа изјава. А дека треба да имаме национално помирување, да, треба да имаме. Дека не треба да имаме поделби и да се гледаме на нишан заради одредени политички и лични интереси и во собранието, а со тоа да го делиме и народот во Република Македонија и граѓаните и така натаму, и тоа е факт. И мора да направиме се
да дојде до тоа национално помирување. За важните теми за иднината на оваа. Малку иронично е, значи тие што ги отворија вратите у парламентот на 27 април да влезат тие насилници внатре, сега да отвараат врати за промена на уставот. Ако сигурно ќе се согласите со тоа. Нешто е вратите на Европа, на НАТО. Да, и вратите на Европа и на НАТО. Видите, имате постапка за отворање на уставни измени. Зошто тие пратеници се одлучиле да гласаат и да ја отворат перспективата, можноста на Република Македонија да оди кон интеграции е прашање и одлука нивна. Зошто се одлучиле? Зошто се одлучиле да отварат врати и да направат помош или асистенција во насилствата во собранието, е исто така прашање кое што моментално се разгледува и треба да се докаже зошто е тоа така и како е тоа направено. Меѓутоа, тоа не е прашање кое што е поврзано едно со друго. Подолго време сте политичар, да подсетам, до сега консензус меѓу двете големи партии, најголеми, реши си никогаш да нема. Што мислите, зошто е тоа? Освен 91-от референдумот, меѓутоа и тогаш имаше разидувања, некој не сакаше референдум, резолуција. 2001-та е друга ситуација, под притисок на странците, сите како попчиња мораше да имаше војна. Нити спогодбата со Грција, ниту било која работа не била со консензус, па и амнестијата, например, која беше. Дали тука СДСМ вие чувствувате одговорност? Дали, например, не можеше поинако се изменажира целиот овој процес? Опозицијата вели недоволно сте ги вклучили или воопшто не сте ги вклучили. Сега, дали ако овој документ, да бидам најконкретен, овој договор го нудеше ВМРО, СДСМ вака ќе постапуваше. Значи обратно да биде само, мора да биде опозиција и да контрира. За стратешки работи, зошто тоа во Македонија никога се случи? Дали сега помирувањето што вие сега го кажувате може во таа насока да направи нешто или секој чудо за 3 дена? Мора да се обидеме тоа помирување да дојде до такви резултати, кои што ќе се отварат важни национални прашања, прашања од интерес на државата, за иднината на оваа земја и така натаму, да имаме, ако ништо друго, барем политичка култура која што ќе може да допринесе да седнеме на иста маса и да разговараме. Тоа е првата работа. Зошто до сега многу процеси поминале во Република Македонија во кои што немало консензус. Се согласувам. Компромис, не мора консензус. Многу случувања за кои што немало консензус, не се нашол компромис и така натаму, заради тоа што пред се политичарите мислеа на процентите на рейтинг кои што треба да го имаат или кои што треба да го добијат ако бидат противници на еден или на друг процес. И тоа никогаш не може да се случи, па вие имате 11 години владење на ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН како политичка партија никогаш не превзела иницијатива за големи работи за оваа држава. Никогаш. И затоа ние немавме шанса да покажеме што би направиле како опозиција кога се попраше националните интереси на Република Македонија. Случај кога бил пред решавање поради опозицијата, тогаш не се повлекол со самите се Ама тоа видете, тоа што го споменува Георгиевски во тој момент, дека он планирал да го реши, ама опозицијата он мислел дека ќе се спротивстави и така натаму, тоа е нешто што е на ниво на предпоставки. Јас сакам конкретно решение, еден документ кој што го понуди ВМРО да рече ова е документот, ајде да седнеме да разговараме во 11 години. Никогаш. Ние дознавме од преслушуваните разговори како Мијалков, Милошевски и Груевски си ги договараат промена на името, па како се договара дека може да биде Република Македонија, Скопје или Северна Македонија и така натаму и така натаму. И тоа ние како опозиција, јас бев пратеник во тој период. Да, бев. Никаква информација во тој дел немавме. За разлика од сега, сакале они да признаат или не сакале да признаат, можеме тоа во директни комуникации, можеме вака на медиуми, да се гледаме очи во очи, да разговараме на колку средби заедно сме седеле на маса за кој што сме разговарале за договорот од Грција, со сите можни детали и какви предлози нудел и Мицковски и председниците на ВМРО-ДПМН во решението на овој процес. Значи, процесот беше инклузивен. Меѓутоа, веројатно, претпоставувам, нивниот став, иако тотално погрешен, беше дека ние треба да застанеме спротивно од решението на проблемот, заради тоа што ќе дојдеме до рейтинг и до политичка позиција во која што ние ќе успееме. Ама, тука не се пресметаа мислењата на граѓаните, кои што за прв пат после многу години посакуваа решение на овој проблем.
Последното прашање доаѓа од Александра Павле. Колку сте сигурни дека ова мнозинство двотретинско што го обезбедивте за пристапување кон уставни измени ќе го одржите до крајот на процедурата? Мислам дека уште 2 пати треба да се гласа со двотретинско мнозинство во 2 наврати. И очекувате ли да се отворат други прашања надвор од договорот со Грција, со оглед што има такви навестувања од БЕСА, од Алијансата за албанците, да не се случи сега, добивме 8 пратеници од ВМРО, изгубивме 4 од албанскиот блок. Јас очекувам дека низ оваа дебата, низ овој инклузивен процес во кој што заеднички ќе се подготвуваат и амандманите за промена на Уставот и ќе се дебатира во однос на целосно завршување на овој процес, дека ова парламентарно мнозинство за поддршка на уставните измени ќе се зголеми. Тоа е моето лично мислење. Не сметам дека овој процес може да биде поврзан со било кое друго прашање, кое што би било во фокусот на вниманието визави НАТО и европските интеграции на Република Македонија, заради тоа што јасна е определата на граѓаните во овој дел на членувањето на НАТО и на Европската Унија. Ние како влада, како парламентарно мнозинство сме подготвени секогаш да разговараме за сите прашања. Меѓутоа, прашањето е што е реално и што е можно да се прави, а сега во овој момент во Република Македонија единствено реално и можно е да заврши процесот во кој што Македонија ќе исчекори напред кон членство во НАТО и кон Европската Унија. Сосема блиц прашање и блиц одговор, бидејќи... Да, за 2-3 месеци како се гледате вие и како гледате владата? Заев председател, Оливер премиер, Заев премиер, Оливер ама друг, Андонов министр за внатрешни работи, ако се направи широка коалиција. Затоа што вашето име, најчесто вашето име се споменува. Техничка влада, Оливер Спасовски. Кандидат за председател, Оливер Спасовски или Шекеринска. Значи во сите комбинации го има вашето име. Ете, веројатно вие ги слушате тие шпекулации повеќе. Ние како влада, како партија, не размислуваме воопшто во тој правец. И ние не сме определени како раководство да размислуваме само за тоа што ќе ни се случи во иднина и да мислиме на собствените кариери. Ние во овој момент мислиме исклучиво на овој историски процес за Република Македонија. За 3 месеци јас гледам успешен процес на спроведувањето на договорот, реализација, односно исчекорување напред кон пристапните преговори за членство во НАТО, подготовка за тоа Македонија да биде 30 членка на НАТО и подигнување на нашето знаме на јарболот пред НАТО и сите други процеси кои што ни стојат пред нас во делот на интеграцијата на Европска Унија и за 3 месеци очекувам избори за нов шеф на државата кој што ќе биде вистински лидер на Република Македонија визави овој кој што денеска го имаме, кој што не се обраќа за ниту едно важно прашање во Република Македонија. Министре, колеги, ви благодарам за учеството во вечерашната топ тема на ваша страна. Останете и натаму со топ тема на ваша страна и со тема по рекламите. Ги следиме последните случувања од Централниот одбор на ВМРО ДПМН. Топ тема на ваша страна, добре дојдовте назад и пред самиот крај одиме пред седиштето на ВМРО ДПМН, каде што седница одржува Централниот комитет на партијата, проследена со низа шпекулации и нагаѓања за тоа што се ќе се случува. А кои се информациите, ако воопшто може да се дојде до некоја информација додека седницата трае, ни кажува Елена Ивановска-Мукаска. Елена? Боби, пред помалку од 1 час започна седницата на Централниот комитет на која што треба да се дискутира актуелната политичка состојба по петочната собраниска седница на која што беше изгласано отворање на Уставот и засега нема информации што се случува на седницата. На почетокот пред да почне кога пристигнуваат членовите се обидовме да побараме став, изјава од повеќе истакнати членови на ВМРО ДПМН, сегашни и поранешни функционери, меѓу кои некои пратеници, но сите ги избегнаа камерите, влегоа внатре и не сакаа да коментираат, само неколкумина кусо рекоа дека нема поделби во партијата, но не сакаа повеќе ништо да говорат, а шпекулациите, како што се веќе познати, се дека ВМРО ДПМН се соочува со внатре партиски превирања, групирања, поделби. Пред се информациите се дека има 2 табора, односно 2 струи
Едната е она блиска до председателот Мицковски, другата до поранишниот функционер и директор на УБК Сашо Мијалков, но исто така се шпекулира дека можно е да има и понатаму исклучување на оние кои што не ги делат генералните ставови на партијата, па дури дека може да се бара оставка од Мицковски на вечерашниот централен комитет, но сепак има и информации кои што кажуваат нешто сосема противно, а тоа е дека сето ова е фингирано сценарио, односно да се представи поинаку состојбата и да се подобри имиджот на партијата, дека всушност не постои судир. Од она што можевме во текот на денот да слушнеме е дека Мијалков се огласи преку медиумите дека тој ниту влијаел врз било кој функционер на ВМРО ДПМНЕ, ниту врз пратениците за да гласаат седумте пратеници онака како што гласаа за на седницата во петокот. Исто така и од партијата официјално денеска соопштија дека сите овие информации околу поделбите се шпекулации, но останува да се види што ќе се случи вечерва за време на Централниот комитет, но дека онаму каде што има чат, има и оган, говорат и денешните статуси и писма на актуелни пратеници, долгогодишни истакнати функционери, членови на ВМРО ДПМНЕ. При тоа на социјалните мрежи Антонио Милошовски, Трајко Велјановски и Владко Ѓорчев му дадоа поддршка на лидерот Мицковски и рекоа дека очекуваат дека и членството на негова страна, за разлика од нив, пратеникот Илија Димовски во едно поопширно писмо до медиумите образложи дека и покрај тоа што останува на ставот дека е против договорот од Преспа, дека не се согласува и ја критикуваше актуелната политика на ВМРО ДПМНЕ по Валандовскиот конгрес. Пишува дека партијата се води кон изолација, дека има погрешни чекори и предлага и 4 точки за подобрување на партијата, меѓу кои и промена на статутот на партијата, но и дисконтинуитет со погрешните политики кои што досега ги имала партијата. Боби, се уште рано се каже, седницата може да траи до подоцна во ноќта. За сега се воздржани, нема информации дали ќе има некаква изјава, пресконференција или пак соопштение по завршувањето, така да до тогаш остануваат отворени сите прашања кои што во текот на денот и викендот беа отворени. Елена Ивановска Муковска останува пред седиштето на ВМРО ДПМНЕ. Сите нови информации доколку има никаков развој во вестите во 21:30. Овдека е крајот на вечерашната топ тема на ваша страна. Останете и натаму со Телма, со вообичаениот добар рецепт. Добар филм, ред добар филм, па потоа добри информации и повторно филм.